Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Продолжуваме таму каде што застанавме претходниот пат, кај стих 6 од првата глава од посланието до Филипјаните. Доколку имате Библија со себе, ќе ве замолам да ја отворите на тоа место и да читате заедно со мене. Уверен во тоа дека оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Јас пораснав во многу сиромашно семејство и бев сиромашен дури и кога отидов на факултет. Всушност, кога бев тинејџер, мојот татко беше убиен во една несреќа додека беше на работа. Мајка ми не зеде мене и сестра ми и не однесе во нејзиното родно место. Иако не сакав, сепак, кога имав 14 години, бев принуден да работам. Работев во една локална продавница каде се продаваше железарија и секое утро требаше да станувам во 5 наутро за да стигнам на работа. Наместо да одам во средно школо како сите мои врсници, поради животните околности јас морав да работам. По некое време, Бог ми даде прилика да продолжам со моето образование. Запознав еден човек кој ми беше како татко. Тој постојано се обидуваше да го убеди својот син алкохоличар да оди на факултет, но син му не сакаше. Некое време откако го запознав, човекот ми помогна да најдам подобра работа и да се запишам на факултет. Пред да се запишам на факултет, никогаш не помислував дека еден ден ќе ја имам приликата да направам таков чекор во животот. Имав многу малку вера дека Бог ќе ми ја даде шансата да продолжам да учам. Но годината, кога го заврши факултетот, се случи голема економска криза, поради што не можев да најдам работа и немав пари. Мислам дека во тој момент ми изгледаше како целиот свет околу мене да се сруши. Мојот цимер влезе во собата и кога го виде изразот на моето лице ми рече: "Што се случило? Изгледаш како некој ближен да ти починал." Му реков: "Готова е со мене. Немам доволно пари да продолжам да студирам богословие, а и не можам да најдам работа. Мислам дека ќе се спакувам и утре ќе се обидам на автостоп да се вратам назад кај мајка ми." Но тогаш задзвони телефонот. Во тоа време немавме паметни телефони, туку имавме еден телефон и секој што сакаше да разговара со некој студент мораше да се јави на тој број во факултетот. Ми кажаа дека повикот е за мене. Па кога ја кренав слушалката од другата страна на линијата, беше една жена од црквата, која ме праша дали можам да дојдам во нејзиниот дом. Таа беше многу блиска пријателка со една друга жена од црквата, а и двете беа вдовици. Не знаев зошто сакаат да се сретнат со мене, но знам дека неколку недели претходно ми дадоа убава вратоврска која ја носев за дипломирањето. Тоа попладне отидов во домот на сестрата која ми се јави на телефон. Тропнав на вратата, задзвонив на звончето и ми отвори жената што работеше како помошничка во нејзиниот дом. Откако ми кажа да одам во дневната соба, влегов во собата, седнав и ја чекав домакинката да се појави. Дојдоа таа и нејзината пријателка и почнавме да разговараме за времето, за моето студирање, ми честитаа за тоа што речиси сум го завршил факултетот и слично. Едната од нив ми рече: "Не сакаме да ти одземаме многу време, бидејќи веќе ни кажа дека утре сакаш да се вратиш дома." Тогаш другата стана и тргна кон мене со насолзени очи. Ми даде едно плико и ми рече: "Сакам да ти го дадам ова во чест на мојот сопруг. Се надевам дека ќе ти помогне да студираш теологија." Потоа таа седна, а по неа стана другата жена. Ми даде плико и ми рече: "И јас сакам да ти го дадам ова плико во чест и сеќавање на мојот сопруг." Им се заблагодарив, продолживме да разговараме уште малку и потоа си заминав од куќата. Со нетрпение чекав да ги отварам пликата, за да видам што има во нив. Најдов место каде никој не можеше да ме види и кога го отворив првото плико, видов дека во него имаше околу 10.000 денари. Го отворив и второто и во него имаше околу 10.000 денари. Во тоа време 20.000 денари беа пари со многу голема вредност. Се чувствував како да сум милионер. Се вратив назад во собата и му кажав на цимерот што се случи. Тој ми рече: "Супер, сега барем имаш пари да си купиш автобуски билет." Му реков: "Лут ли си? Иако имам толку пари, сепак ќе одам автостоп до дома. Сакам да ги заштедам овие пари, а не веднаш да ги потрошам."
За да стигнам до дома во тоа време ќе ми беа потребни многу пари. Додека бев на факултет, бев вклучен во поучување часови по веронаука во локалната црква. Вечерта пред да си одам, луѓето од црквата организираа настан со кој сакаа да ми покажат колку ја ценеа мојата служба, и тој настан требаше да биде едно официјално довидување помеѓу мене и црквата. И црквата ме благослови со околу 5000 денари. Парите кои ги добив тој ден ми помогнаа да одам на Богословски факултет следната година. Таа вечер, за време на прославата, некој ми го кажа токму овој стих од посланието до Филипјаните. Уверен во тоа дека оној кој го започна во вас доброто дело, ќе го доврши се до денот на Исус Христос. Од тогаш наваму, ова е еден од моите омилени стихови од Библијата. Последните неколку минути сакам да споделам неколку мисли поврзани со овие зборови. Павле вели дека е целосно уверен дека Бог ќе го заврши доброто дело што го има започнато во животите на оние кои му веруваат. Павле беше сигурен дека Бог нема да ги остави и дека, кога Бог почнува нешто, тој ќе го заврши. Бог не е некој кој се откажува од оние што му веруваат. Апостолот вели дека Бог ќе го доврши доброто дело се до денот на Исус Христос. Моje лично убедување е дека тоа се однесува на моментот кога Христос пак ќе се врати. Се разбира, тој пишуваше од перспектива на второто Христово доаѓање. Но ако верниците одат при Господа пред тој да се врати, тогаш тоа значи дека доброто дело кое е започнато во нив ќе се заврши со нивната средба со Господ Бог. Павле како да им вели на филипјаните: вие сте сигурни во Божите раце. Еден ден тој целосно ќе ве очисти и ќе бидете непорочни. Но додека дојде тој ден, сакам да знаете дека тој продолжува да действува во вас. Се разбира, сето ова има практична примена и за нас денес. Сакам да ме слушнете внимателно, бидејќи ова е важно за вас. Не знам кои сте и кои се вашите животни околности, но ова што ќе го кажам сигурно е вистина за вас. Вие сте живи денес само зашто Бог се грижал за вас. Сигурен сум дека сте минали низ многу неволји и потешкоти во животот, но причината зашто тие нешта не ве уништиле целосно е бидејќи Бог одлучил да ве запази. Секој од нас може да каже: жив сум, бидејќи Бог ме чуваше. Кога бев на факултет, јас сакав да студирам, но самото искуство на студирање и животот воопшто не ми беа лесни. Кога дипломирав на факултетот, ми беше мило што ја завршив таа фаза од животот, но кога ги гледав богатите деца околу мене, на моменти се прашував зошто јас не сум богат. Нивните родители беа таму за да им честитаат, а моите не. Не ме разбирајте погрешно, не се жалам, туку само сакам да ви споделам како се чувствував. Но во тие моменти, кога се само сожалував, мојот небесен татко ме потсети дека е тој тука и дека тој ќе ме води понатаму во животот. Навистина е прекрасно да си има татко каков што е Бог. Тој го исполни своето ветување и се грижеше за мене и ме водеше во животот. Многу години подоцна, кога ме диагностицираа со рак, повторно ми беше тешко. И повторно Бог ме утеши и ми кажа дека има прекрасни благослови за мене. Јас сум во негови раце и делото кое го започна во мене, тој сигурно ќе го заврши. Истото важи и за сите вас кои сте во Христос. Зарем не ви предизвикува радост самата помисла дека Бог се грижи за вас и ве сака? Треба да бидеме радосни, бидејќи го имаме Господ во нашите срца. Овој стих е прекрасен и е многу добро потсетување за тоа како Бог гледа на нас и што е тоа што Бог го прави и ќе го направи во нас. Продолжуваме со читање. Стих 7. И право е да го мислам тоа за сите вас, зашто секогаш ве носам во срце, и кога сум во окови, и кога го бранам и утврдувам Евангелието, бидејќи сите вие сте мои соучесници во благодатта. Како што можете да забележите и во овој стих, Павле ја користи фразата «сите вас», што значи дека им се обраќа на сите христијани. Тој им вели дека ги носи во срце. Зарем не е тоа прекрасно? Тој исто така им вели дека тие се негови соучесници во благодатта. Зборот преведен како соучесници е сличен на зборот коинонија. Со тоа сака да ги потсети христијаните во Филипи дека поради верата во Христос, сите тие имаат заедништво во и преку Божјата благодат. Апостолот како да вели,
Без разлика што јас сум во окови, а вие на слобода, сите ние сме Божји поради благодатта која ни е покажана. Црквата во Филипи беше партнер на апостолот Павле во ширењето на Евангелието. Да си има партнер во службата е голем благослов, кој јас го имам искусено на своја кожа. Познавам голем број луѓе кои се молат за овие библиски поуки и ја поддржуваат мојата служба на различни начини. Преку нивната поддршка, Бог ми покажува дека не сум сам во оваа служба и дека ми дал луѓе кои се тука да ми помогнат. Токму тоа го правеше и црквата во Филипи за апостолот Павле. И затоа тој им кажува дека го цени нивниот труд. Тој ги нарекува соучесници во благодатта. Мислам дека оваа фраза соучесници во благодатта се однесува на две нешта. Прво, сите тие беа соучесници во благодатта која спасува. Но исто така беа и соучесници во благодатта, поради која можеа да го проповедаат Божјиот збор. На некој начин, Павле како да им вели на христијаните во Филипи, Бог не спаси сите нас, но исто така и не ползува во ширењето на радосната вест. Стих 8. Бог ми е сведок колку многу копнеам по сите вас со милосрдноста на Исус Христос. Како што можете да забележите, апостолот Павле на некој начин ја покажува нежната страна од неговиот карактер и им дава на филипјаните до знаење дека, иако е далеку од нив, сепак копнее повторно да ги види. Тоа е еден од начините на кои можете да препознаете дали некој навистина ја има Христовата љубов во себе. Таквите луѓе ќе копнеат да имаат заедништво со други луѓе кои ја имаат неговата љубов во себе. За жал, денес живееме во време во кое има такви кои ја исповедаат христијанската вера, но отворено кажуваат дека не сакаат да бидат дел од ниедна црква. Тоа ми е многу чудно. Како можете да го сакате Христос, а да не го сакате неговиот народ? Бог не ни дал таква опција, да можеме да го сакаме младоженецот, но не и невестата. Ако сте еден од оние христијани кои мислат дека можат да си ја практикуваат христијанската вера без притоа да доаѓаат и припаѓаат на локална црковна заедница, сакам да го преиспитате вашиот став, бидејќи живеете во заблуда. Вистинските христијани се луѓе кои никој не треба да ги тера да одат на богослужение и литургија, бидејќи во самите нив има желба за такви духовни активности. Како и апостолот Павле, тие копнеат по заедништво со другите христијани, бидејќи знаат дека тоа е Божјата волја за нивните животи и дека во таквите собири е Божјиот благослов и благонаклоност. Апостолот Павле им вели на филипјаните дека копнее по нив, но не зашто му пратија некаков подарок, туку зашто сака да помине време со нив и да практикуваат духовно заедништво. Тој не ја сакаше црквата бидејќи црквата му даде нешто, туку поради Христовата љубов која е во него, а и во нив. Ке продолжиме со читање на посланието. Забележете што вели Павле во стих 9. И се молам вашата љубов се повеќе и повеќе да изобилува преку познанието и разбирањето на се. Желбата и молитвата на Павле беше љубовта на филипјаните да изобилува и да имаат познавање и разбирање на нештата кои се случуваат околу нив. Патем, што се однесува до зборот љубов, мислам дека во денешно време тој збор често се злоупотребува или пак не е соодветно разбран. Пред некое време ми стигна порака од еден човек кој ми пиша нешто отприлика вака. Редовно ги слушам вашите библиски поуки. Неодамна ги критикувавте водачите на државата и критикувавте неколку духовни водачи за кои рековте дека шират ереси. Не знам дали ве сватив погрешно, но ако навистина имавте намера да ги критикувате овие луѓе, мислам дека не живеете според Христовите зборови. Зарем тој не ни заповеда да ги сакаме нашите непријатели и да им правиме добро на оние кои не мразат? Иако ја разбирам поентата на човекот кој ги напише тие зборови, сепак мислам дека тој воопшто не ја сватил поентата на Христовите зборови кои ми ги цитираше. Кога Господ Исус рекол да ги сакаме непријателите и да им правиме добро на оние кои не мразат, тој не сакал да каже дека не смееме да ги критикуваме оние кои прават грев. Токму Господ Исус Христос редовно ги критикуваше фарисеите, ги нарекуваше змиски рожби и деца на сатаната, кој пак е татко на лагата. Како што можете да забележите, Христос беше многу остар кон многумина од религиозните водачи во неговото време. Се разбира, тоа го правеше поради љубовта која ја имаше кон нив,
бидејќи сакаше да сватат дека се тргнати на погрешен пат и сакаше да се покајат. Павле вели: се молам вашата љубов да изобилува, а исто така и вашето разбирање. Ова е молитва која секој од нас треба да ја моли за себе, а и за луѓето околу нас. Ова е молитва која исто така треба да ја молиме за црковните заедници на кои припаѓаме. Да бараме од Бог можности да растеме во љубовта кон Него и кон другите луѓе, а и да растеме во спознавањето и разбирањето на Неговиот збор и на нештата кои се случуваат околу нас. Некогаш се случува да се сретнам со луѓе кои навистина ми е тешко да ги сакам. Луѓе кои знам дека пред мене се фини и се однесуваат христијански, а зад мојот грб зборуваат против мене. Пред да ги сретнам, барам од Бог да ми даде љубов за нив, но и разбирање за паднатата нивна духовна состојба. Верувајте ми дека таквите молитви значително го менуваат начинот на кој се однесувам кон нив. Молитвата на апостолот Павле за филипјаните е да растат во љубовта и разбирањето. Пред да ја завршиме денешната емисија, сакам да ве охрабрам да се молите и да ги барате истите нешта од Бог за себе, а и за луѓето околу вас. Божјата љубов и Божјата мудрост ни се потребни на секој од нас. Барајте ги и ќе ги добиете. До следното проучување, Бог нека ве благослови изобилно. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.